Велат животот не е проблем кој треба да се реши, туку едноставно реалност која треба да се доживее. Секој од нас има некоја своја цел за која што доколку цврсто верува, најчесто успешно завршува на крајот. Во оваа животна приказна имам токму соговорник кој успешно ја заврши својата мисија затоа што навистина цврсто веруваше во неа. За кого станува збор ќе слушнете во кратката најава, а јас ќе ви посакам добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Животна приказна на македонската телевизија. Јас сум Здравкица, останете со нас. Наш вечерашен гостин е Ѓоко Таневски. Роден и израснат во Охрид, каде што и денеска живее со неговото семејство. Ѓоко важи за еден од нашите најдобри машки вокали, а во 2010 година ја представуваше Македонија на Евросонг. Која е животната приказна на Ѓоко Таневски, дознајте сега. Веќе видовте за кого станува збор и тој единствено ја има силата и понатаму да ја истурка својата приказна до крај. Дел од неговата приказна ќе слушнете во ова издание на Животна приказна. Ќе кажам добре дојде на мојот соговорник Ѓоко Таневски. Ѓоко, добре дојде и многу ми е драго што ете после толку време се гледаме во едно вакво издание. На самиот почеток ќе ти посакам уште еднаш добре дојде во Животна приказна и секако од срце да те прашам како си. Не знам кој во последно време те прашам. Одлично, супер, све е под контрола. А и драго ми е што те гледам. Давна се нема видено. Така, се надам дека ќе имаме еден убав муабет кој што ќе допре до сите гледачи и дека ќе откриеме нешто ново, како што кажав, твојата животна приказна не е завршена, далеко од тоа, меѓутоа твојата мисија за она што сакаш да го завршиш успеа, тоа има среќен крај. Ќе зборуваме во следните минути, повели ова е твоето место и се надам дека ќе уживаме во нашиот разговор. Она што затоа те прашав на самиот почеток како си, некако во последно време имам чувство поради динамиката на животот дека проформа ни стана да прашаме како си, што има ново, без тоа навистина да го мислиме и да слушнеме другата страна навистина како. Добро, види, луѓето по дефолт нели прашуваат како си, пошто такви времиња се. Брзи. Да, порано викаме што правиш? Сега и како си, значи све си има свој тек во животот, таква е и ова наша приказна. Која се надевам дека уште долго ќе трае. И така. Во Охрид обично прашуваат дали си убав, така? Убав сум, да. Да, убав си. Во секој случај здравието е добро, тоа е нешто најбитно што мора да прашам. Исто така на самиот почеток и татко си на две деца, на две прекрасни ќерки. Успешно навистина знаеш да го сокриеш својот приватен живот, што е за поздрав во ова денешно време. Па и искрено и во нашата држава не е толку интересен животот на музичариве, на уметнициве. Така да, така и мојот. Едноставно не успевам да го скријам, едноставно така си тера. Така тече едноставно, да. Така тече едноставно. Живам во Охрид, затоа можеби не е интересно толку. Така, зошто останавте во Охрид? Поради семејството? Таму си свој на своето или? Кога беше постарата ќерка Анастасија 2 години, така нешто, пробавме да живееме во Скопје. Но едноставно мене ми е жал за децата што живеат во Скопје, посебно во зимски период кога е многу загадено. И Розе, жена ми, не се баш снајде, а 2 зими пробавме, но решивме да се вратиме затоа што Охрид прво е почист воздух, мало место и решивме да се вратиме и се вратиме. Поедноставно за функционирање? Поедноставно за функционирање, за фамилијата. За мене е малце потешко, но се снаоѓам. Животот си поминува. Ти си постојано на релација. Музиката не застанува, така да функционирам окей. Така, бидејќи се занимаваш со јавна професија години, веќе 30 години помина, така? 30
години. 30 години, да, 3 децени. 30 убави години, супер. Убави, така. Некои убави времиња беа кога беа твоите почетоци. Како твоите деца реагираат на твојата професија? Колку во ова денешно време успеваат да се изборат со тоа што татко им е јавна личност? Многу имуни се на тоа, дефинитивно, значи, и како што кажав, Охрид е мало место, сите се знаеме и никој нема, како да кажам, еве го Џоко Таневски. Мислам, тоа му е кај нас нормално, така да никогаш не се спомнувам во некој контекст што би ги заинтригирало моите деца. Едноставно, не знам, веројатно јас така си ги имам поставено работите, да здраво, како секоја друга работа, јас дојдов, супер. Одам. Чао. Значи не е толку така, не се занимаваат со музика? Помалата ќерка Михаела се занимава со музика на моја иницијатива. Свири клавир, основно музичко. И се надевам дека сега се некои претумбаци тоа каде ќе оди средна школа, пошто е 8 деление. Изразува желба за средно музичко, така да ќе ми биде драго ако се оствари тоа. Одлично, да. Ако не биде на сила, туку ако навистина се пронајде во тоа. Двете пеат преубаво. Да, има и на кого. Има и на кого. Петнаесет цели години помина од Евровизија. Да. 15 години. Како сега гледаш на тоа искуство од овој аспект? Како да беше вчера. Јас барем така се чувствувам. Многу убаво искуство. И секогаш кажувам дека би отишол и пак. Во секој случај, искуството што го донесов од таму, дел, да го оставиме тоа непријатното искуство, што мене лично не ми ни сметаше, like a fish и така. Многу богато, многу... Све зависи од човекот. Колку ќе се опушти, колку сака да запознае нови луѓе, да се бори за кариерата и така. Ние сме, факт е дека сме мала држава, не дека некои други мали држави не му е поразвиена музичката сцена, но ете, такви се околностите кај нас. Никој не те гледа сериозно, никој не те гледа како прилика за соработка. Така да тоа е едноставно одиш, го искусуваш тоа искуство, да. Се качуваш на таа сцена, све е организирано, све е преубаво, звучи перфектно и тоа е тоа. Колку имаш вистински пријатели? И дали твоите најблиски пријатели се дел од твојата работа, значи кроз професионалниот живот ги имаш запознано, или се оние пријатели кои што верувам дека најмногу од нас ги имаме од детството, од тинеџерските години? Јас се уште си ги имам моите пријатели, другари од детството, се дружиме, имам и многу пријатели од Охрид. Не дека не комуницирам и не се дружам со моите колеги од естрадата, но сето тоа се сведува на дојдов в Скопје да се видиме, дојдов в Охрид да се видиме и тоа е тоа. Толку кратко време за иначе тоа. Кругот на пријатели во Охрид ми е мало голем, како да кажем. Да. Повеќе пријатели имаш таму, Да. така, што е природно. Во секој случај, што оно што ти недостига од детството, од тој тинеџерски период, дали се навраќаш? Може би ќе биде клише муабетов, ама ми недостасува, не мене, ми недостасува да децата го живеат нашето детство, што сега не е така, многу тешко и со технологијата си отиде напред и тоа е кај нас. Порано ние кога деца не може да не најдат по улиците, сега све сведено на на телефон, па тракинг, па таму си. Значи знаеме све. Мислам дека и немаат баш некое детство. За разлика од нас, За разлика од нас. Меѓутоа, Детство е секој да излезеш и да не се своја. прибереш до вечер и така. А сега не е така. Сега седат по цел ден во соба, гледат на телефон и така. Така. Дури не е ни компјутер, се е на телефон сега. Така, за жал би сакала да те прашам
кој е оној момент кој тебе најмногу ти оставил белек? Не знам, детството мое помина во Љубаништа, село Љубаништа, не знам, може би повеќето го знаат, тоа е неколку километри пред Светинаум. Мојата мајка нема браќа сестри, значи ние сме на баба и на дедо, сега покојни единствени внуци, тројца, да. И таму сме сите израснати како деца. Белек, секојаш ќе ми остане во сеќавање како сме играле по низ шумите, како на зима сме се санкале, сме се скијале, па сме се враќале во едно време кога и волци виеле. Значи, тие времиња никогаш не може да се заборат. Така. Исто и Белек, ако се рачуна, тоа е моето детство. Како детство, средна школа кога учев Кавадарци. И исто и од таму имам преубави спомени. Многу убаво си поминав, таму почна и мојата музичка кариера, значи јас не сум од тие уметници што почнале од мали нозе. Да. Значи јас почнав да пеам дури во средна школа. И така. И Кавадарци го чувствуваш како свој? Да. Затоа што имаш убав период, да. Баш како свој. Загубата на твојот татко, каков траг остави на тебе? Тешко, имав 21 година. Не бев свесен во тој период, пошто јас од 14 години мои заминав за Кавадарци. Не 14. Средно кога се оди? 15. Да. 14-15 години. Заминав за Кавадарци и бев така одделен од дома. Ми беше тешко и тогаш. Тешко ми падна после тоа. Ми беше после тоа, затоа што родителот секогаш е најголемата подкрепа на детето. И некогаш ми е чудно кога на подминати години, на мои години, да речам, се повеќе ти недостига. Значи, уште го сонувам, како да кажам. И после 30, колку години? 98 година. После 27 години. Да, долг период. Така. Имам подкрепа, мајка ми е тука, тројца браќа сме, значи сме многу блиски. Тука сме еден за друго секое време. Така сите живеат сега во Охрид. Имаме и сестра од пред 10 години. Така, тоа е оно што кажа дека ја успешно ја заврши својата мисија. Токму на таа приказна. Сакав да се фокусираме, знам дека јавноста и знае за делот таа твоја приказна врзана за твојата сестра. Меѓутоа е еден убав поттик за сите оние кои што немаат храброст, кои што немаат начин, не знаат како да си ги најдат своите биолошки родители, сестри, браќа и така натаму. Многу ме интересира моментот како почна сето тоа. Почна после смртта на мојот татко, другиот ден една тетка негова ми кажа, овие твоиве не ќе да ти кажат, да знаеш, вака и вака, имаш сестра, и јас станат од спиење, тоа што се згранав. И тоаш почна потрагата, но како што сите знаеме дека е скоро и невозможно да се направи тоа, да се најде изгубено дете или не е така лесно. Некои можеби се наоѓаат и по природен пат, да кажам, од комши, од кажано, и ќе се најдат, ама ако е доста далеку, тоа тешко дека ќе да се најде. Јас успеав некако после, од кога дознав, после 5 или 6 години. Дали кажа на мајка ти од кога не и кажав, искрено, и тоа можеби ми беше грешка, но успеа да остане на нозе мајка ми. Едноставно ја однесовме, јас и браќа ми, ја однесовме сестра ми дома. Како изгледаше тој момент, се знаеш, искрено? Пак ќе кажам, можда сгрешивме, затоа што тие се многу силни чувства и стресна ситуација. Можеше се што да се деси. Така, твоите браќа ти помогнаа во сето, тоа не беше само твоја иницијатива, така? Да. Се деси, ја најдовме, отидовме таму и таму беше малце стресно. Така, значи она живеела во Битола, мислам била оставена во дом во Битола. Во Битола, да, и посвоена во Богданци. Во Богданци, така. И после тоа
ајде, викаме сега, сестра ми, се вика Елена, и нејзиниот сопруг во кола и одиме кај мајка ми. Дали Елена знаела нешто претходно? Знаела дека е посвоена уште од мала, од четврто деление. Знаела презиме, моминско на мајка ми, нормално. Друго ништо не знае. И никогаш не се обидела да праша кој е вистинското семејство? И било страв. Едноставно. И било страв. Немала ни можност, веројатно. Искрено немаме ни праено муабет баш на таа тема. Затоа што сакаме секое гледање, секое контактирање да го искористиме релаксирано, да не се навраќаме се што било како било. Така, дали може да се надокнади тоа изгубено време, еве така да кажам, и тоа растење? Тоа е све релативно, значи нормално дека не може да се надокнади, но можеби може да се ублажи со понатамашното, мислам, живење заедно, како да кажам. Така. Иначе детството нормално дека не може да се надокнади. Да, детството и тој период не може, меѓутоа да надокнадите со спомени, со нели како таа живеела, како вие така изгледаат вашите средби, претпоставам. Да. Изгледа е на почетокот, сега све е како нормално, како цел живот да сме биле заедно. Како цел живот да сте биле заедно, да. Навистина убава приказна. Твојата мајка не се налути? Не се налути, само се малце се шокира и имаше така молк неколку минути. Тогаш и мојата баба беше жива, на мајка ми мајка, и таа беше тука. И баба ми ја препозна одма. Викам, бабо, знаеш која е жена? Ова е Елена, вика. Баба ми. И така. Значи, колку години имала Елена кога ја оставила? Новороденче. Од бебе. Од бебе, да. Да, неверојатно што твојата баба ја препознала, не ја видела толку години. Да, можеби некое чувство или нешто, ама ја препозна. Така, дали тоа беше, претпоставам дека имало ситуации кога сте знали да заплачете и од среќа, и од возбуда, и од тага, измешани емоции. Дали тоа било последен пат кога ја најде Елена да заплачеш? Здравки, се јас плачам и на турски серии. Да. Значи емотивен си по природа. Значи не било тоа последен пат. Во такви ситуации јас обично не ни плачам. Не знам, и еве баш и кога почина татко ми, јас не заплакав. После тоа ми беше тешко, после тоа си плачев сам. Значи кај тебе отпосле... Во тие моменти мислам дека сум доста силен и стабилен. Во периодот кога се појави Елена во вашиот живот, твоите деца беа мали. Генерално. Да. Иако постарата ќерка веќе не толку, за разлика од малата. Да. Меѓутоа, каква беше нивната реакција, се појавува тетка? Како тие реагира? Како што сама кажа, беа мали, значи немаше некоја реакција бурна или нешто. Едноставно, која е теткава? И објаснавме таа тие тетка и значи, пошто стварно сме отворени дома, ништо не им е чудно и изненадувачки. Така, значи го прифатиле најнормално. Да, наједноставно и нормално. Така, све си течеше супер и се уште течеше. Да, нејзините деца. Јас сум иначе дедо. Супер, млад дедо. Да, внука ми има малечко, керкичка, значи има внук и внука. Дарко и Ирена. Те исто живеат во Богданци, така? Исто, да, живеат во Богданци. Ирена си се омажи, си има малечко и така да сум дедо. А иначе и дедо сум и од друга страна. И од кај мојот брат Гоцека што живее во Дубровник. Тој живее во Дубровник веќе 13 години, така нешто. И тоа е ново и интересно. Во Дубровник сум 2 пати дедо и во Богданци еднаш. И во Богданци еднаш. Каква беше нивната реакција кога дозна дека ти си родениот брат на Елена? Тоа беше интересно. Ни на сон, бидејќи си сепак јавна личност. Тоа е
не знам дали е толку битно да се искоментира. Многу битно е што кога разговаравме и емотивно, беше кога кажа дека на сите себапи, вика, што се собираме дома, дали било свадби, било... Го слушавме Ѓоко Таневски. Да? Не дека ме слуша, него многу емотивно затоа што вика откај мажот ми страната ќе дојде брат му, сестра, не сум сигурен сега колку се браќа и сестри, а јас вика бев сама. При тројца браќа вика бев сама цело време. И тоа ми падна многу емотивно и сега веќе има голема фамилија. Така, сега веќе има тројца браќа, има внуци и така натаму. Колку пријателите се јавија да ти кажат, да те поздрават, да те поттикнат за целата таа идеја? Па, значи, пријателите добро. Имаше поддршка, така? Имав поддршка, да. Но после тоа, од кога се обзнани сето тоа, имаше моменти доста и кога ми пишува за слични проблеми и се обраќаја кај мене како за помош. Што нормално јас не можам никако да Како да им помогнеш, така? Никако. Имаше доста такви, но нормално им враќав за жал, не можам никако да помогнам. Преку социјални мрежи? Преку социјални мрежи. Така? Да. Има и некои лично што ме среќаваат и си го кажуваат мојот проблем. Ама тука не можеме ништо ние. Така, секогаш треба да веруваме во она што сме го замислиле, во нашата цел. Ти цврсто веруваш дека ќе успееш во тоа и затоа и успеа. Имав среќа многу, да. Дали си упорен така за своите цели, за своите работи кои што си ги предвидел дека или си ги зацртал дека така ќе бидат, дали секогаш ще стираш до крај? Сега види вака. Секогаш сите можеме многу повеќе. Секогаш и бркаме нешто многу повеќе, но јас едноставно се задоволувам со тоа што ми го дал моментот, ми го дава животот и среќен сум со тоа. Не дека не сум пропуштил доста можности, но едноставно секогаш викам дека така требало да биде. И пробувам да го живеам и животот и така и го учам и моите деца. Значи да не мора да се брка нешто премногу. Доволно треба да се задоволиме со малце. Така, кој совет знаеш да им го дадеш на твоите ќерки да го пренесеш од оно што тебе твоите родители постојано ти го зборувале? Скромност. Скромноста е пред се, значи пред се и почитувањето на луѓето околу себе. Јас на тоа најмногу се нервирам и најмногу реагирам кога еден не го почитува другиот. Мислам, секојаш има за се решение и не мора да бидеш дрзок за да бидеш интересен или да се оствари некоја твоја цел. Така да скромноста е доброст. Пред се доброст и ги учам моите деца да бидат скромни. Така, кој ти има најмногу изневерено до сега? Това не можам да го кажам, судбината. Па добро, до некаде можда и да. Судбината, не, сега да не се жалам, стварно ми е супер во животот. Изневерено. Не знам, ме изневерува тоа што еве да кажам дека нашата држава не се грижи за нас уметниците. Кивен си за својот статус. Тука се чувствувам изневерен. Така, бидејќи 30 години си на сцена, обстојуваш, имаш навистина песни кои што оставија и ќе остават белаг на македонската музичка сцена. Мислам, не се надевам дека така е. Меѓутоа не е мал период, да не изборувам веќе за колку настапи имаш досега, претпоставам дека и не водиш веќе евиденција. Не можам. Колку настапи си имал досега. Не си значи задоволен од статусот кој што го имаш како така е. Не само јас. Артист. Сите музичари во Македонија, сите артисти. Како да сме подзаборавени
држава. Мислам во смисла на поддршка не финансиска. Значи, далеко од тоа ние не сме хендикепирани, не дај Боже, и фала Богу заработувате, така. Заработуваме, едноставно не третираат како уметници. Еве, како да кажам се, и ова е клише што ќе го речам, многу повеќе се почитува туѓата музика отколку нашата. Тоа не дека народот сам си е крив, ама пласирањето на музиката е исто така до негде, не до негде, мислам, рамо до рамо со грешките што ги правиме. Значи, се пласираат сосема друга музика, мислам, туѓа музика, а нашата се остава на страна. Има некој закон, мислам дека уште трае, дека 30% од 24 часа треба да се пушта македонска музика, ја пуштаат во 3 сабајле. Мислам, кога ретко кој слуша музика. Ретко кој слуша. Така да тука не ми штимат работа. Да, така да треба да се најде начин да се слуша малку повеќе македонска музика. Да, се сложувам со дел од ова што го кажа, меѓутоа, зошто секогаш ја префрлуваме топката на некој друг? Дали мислиш дека треба ние да се запрашаме што ние треба самите да промениме? Тоа е исто како со нашиот живот. Да, тоа е склоп на околности, значи што еве, пак ќе почнам, мала држава, мала диаспора. Веќе ја земам Србија, има огромна диаспора, србите доста заработуваат од надвор. Ние забавњаците многу малце излегуваме надвор. Еве сега почна моите колеги да одат за Германија и тоа ме радува многу. Мислам дека Каролина беше, Next Time беа, ДНК беа, така да тоа мислам ме радува дека се чекори малце понапред на таа тема. И за жал и пеачите што пеат народна музика мора да одат Австралија или Америка за да донесат некој динар дома. Мислам дека е тоа жално. Така да треба да се направи некоја стратегија, не знам како да се малце подкрене нашава сцена. И кога ќе ме прашаат зошто не снимаш спотови, затоа што јас сум во тој период сега кај што се грижам за моите деца, значи треба и нината нивна да ја мислам. Ако снимам спот, тука нема никаков фидбек. Значи, само ќе го презентираш на YouTube и ќе имаш гледаност и тоа е тоа. Може би ќе се подкрене цената на настап, ама пак кога ќе ставиш на вага, мислам дека нема некоја разлика. Така да, може би некој нема да се согласи со ова што го зборувам, но јас така размислам, така. Од твој аспект. Така да, мислам дека треба да има и стои повеќе музички емисии. Малце да се посветиме на креативноста, значи има многу млади, многу бендови, многу млади пејачи што излегуваат, а немаат каде да се представат. Така да треба да се размислува на таа тема. Целосна поддршка, да, треба. Добро, секако мислам дека веќе години на нас се зборува за тоа дека македонската музика и македонските артисти не се задоволни, генерално не се задоволни, значи мора да се почне од негде. Така, еве да земеме на пример целото наше опкружување, сите соседни држави имаат звезди што коштаат по 50, по 100.000 евра, да речеме. А кај нас, не сакам ни да кажам, најголемите звезди по колку пари земаат од настап. Така, но гравитираат и по други земји за разлика од нашите пејачи кои што се тука некако врзани. Ете сега како што кажав, немаме диаспора. Мислам немаме. Имаме диаспора, но сме многу малце. Така да ако настапува во Швајцарија Харис Џиновиќ и еве, ќе земам Наум Петрески, пола од македонците ќе одат на Харис Џиновиќ, па некој дел ќе одат и на Наум Петрески. Така да тоа е реалност. Тоа е реалност. Кој ти е најголемиот страв кога се децата во прашање? Не ме прашувај за тоа, молим те, со жена ми секогаш имаме проблем. Не знам, малце да крене температура, јас сум избезумен, така да најголемиот страв. Како ќе
Како велат, мали деца, мали проблеми. Мали деца, мали Децата проблеми. твои се во некои тинејџерски години, да, така. Анастасија има 17, а Михаела има 13. Сега е проблемот како ќе се одвојам од нив. Затоа што треба да одам на факултет. Така. А толку сме приврзани, значи тоа ми е некако сега во последно време голем страф. Каде ќе оди? Пошто цело време сме заедно. Како ќе живее сама? Освен ако не се запише во Охрид на факултет и да си живее со нас. Така, инсистирате на тоа и Не. има подршка за да оди понатаму. Има поддршка за понатаму. Дури јас од мене има и поддршка и подкрепа да оди и странство. Не мора да биде Скопје. Така. Од се ова што И ние ќе шетаме покрај. Супер. Да, по она што го слушам, некако имам чувство дека сте навистина многу поврзани, дека сте отворени Да. и искрени. Да. Имате таква комуникација, нема никакви тајни, знаете да бидете и другари со нив Баш или? така, баш така. Помалата е се во некој период, така 13 години, пубертет и почеток, да. Е малце позатворена, ама сето тоа ќе се среди. Што оно што учите од нив? Има многу што да се научи од денешните деца, малку се Баш поразлични од нас, знаат некои работи многу повеќе од нас. Знаат работи затоа што гледаат нонстоп. Мислам, гледаат по социјалните мрежи, баш буквално све и свашта. Така да од нив се учи, не знам, нови рецепти. Нови рецепти. Да. Добро што се однесува Се до гледа нонстоп нови рецепти, така да се готви нонстоп така нешто ново. во однос на технологија, претпоставам дека многу повеќе знаат од вас. Па, добро, Едноставно тоа не е наше време. Ентер не знам да стегнам, така да тие се експерти за тоа, јазиците ги знаат многу. Англискиот веќе го владеат како да се родени во Америка или во Англија. Не знам, све се учи од децата уствари. Така се кажеш ли некогаш за некои пропуштени моменти поради твојата работа, иако доволно време посветуваш на своето семејство, но сепак често патуваш, често си одсутен од дома. Имаш ли некој таков момент да имаш некоја грижа на совест дека не си бил тогаш во тој момент таму, дека не си бил секогаш дома кога си најпотребен? Секојаш сум кога има потреба дома, така да ние и каде и да свириме барем во Македонија, обавезно се враќаме назад дома. Така да нема многу вакуум простор. Единствено кога 2015-та, кога бев околу 2 месеци во Америка, тоаш страшно ми недостасува. Носто бевме на видеокол. Значи, буквално, може би, жена ми ќе рече не е баш така, ама јас мислам дека сум максимално посветен и дома. Да. Тоа значи дека се сметаш себе си за добар татко? Јас се сметам, да. Така, кажи ми, Ѓуко, како гледаш на она што денеска се случува во светот, кај нас, се повеќе прифаќаме некои работи кои што можеби и не се вистинските вредности во однос на поинакви вредности тотално, значи се разбирам. Знаеме за нели посвојување на деца, бракови од ист пол и така натаму. Како гледаш на сето тоа? Инфериорно, морам да кажам, затоа што гледам и еден период, морам да кажам се, во постарата ќерка вика, се гледам дека гледа нешто што мене ми смета. Се не да кажам дека не треба, треба да види све, треба да знае све. Викам, не го гледај тоа, тато, зошто вика реагираш ова, остави ги луѓето да се живеат како што они сакаат, викам. Ја гледам така и викам, добро, во ред, не е погрешно, остави го, нека си биде геј, вика. Океј. И сега малце поинако почна да размислува, од кога вајда согледува некои работи. Има дечко. Така да веќе сега и сметаат некои, да, се и сметаат некои факти, некои вистини. Така да, буквално сме отворени за разговор за све. Не кријат ништо од нас.
И се надам дека така ќе остане. Патриархални, но од друг аспект сепак и широки во некој сваќање. Па се надевам, уште се мали, ќе видиме допаро што ќе се дешава, така да во секој случај интересно е, многу се дружиме, секоја недела одиме на ручек, значи неминовно. Кои какви обврски да има, ручекот во недела ни е за семејството, надвор од дома, традиционален, така да оставаме времето да покаже и да видиме што ќе се настапи? Летно време, многу ретко, да, и жена ми не доаѓа, исто. Значи, многу ретко. Се дружите, ретко. Многу ретко, да. Ретко. Летно време, кога пеам низ Охрид, кога е малце порано, тука е 12, да. Така, која музика ја слушаат им? Знаеш да им сугерираш тука бидејќи музиката е секако дел од нашиот живот, креира некој правец и така натаму, знаеш да ги усмериш во тој поглед или има денеска свој? Уште не сум имал потреба да ги насочувам и да ги едуцирам музички, затоа што си слушаат сите млади слушаат денеска странска забавна музика, така да па добре, кога твоите деца слушаат странска забавна музика. Добре. Како кога? Па затоа што повеќето се жалат дека слушаат некој друг правец, нешто што Не, моите се уште слушаат, значи странска забавна музика. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Најверојатно тоа што го слушале дома, го слушаат и може би има некоја граница за тоа што дома и јас некогаш сум рекол не сакам тоа и тоа да се слуша. Што не се слуша знам кај дека вас? знаат, сега да не именувам од српски изведувачи ги знаат доста, али тоа е од општа култура. Значи јас никогаш не сум слушал југословенска музика, ги знам малтене сите песни, така да се дружат, излегуваат, се дешаваат родендени. На некои родендени се играат и ора. Пошто малата оди на игрорна, малата оди на игрорна, така да и ора се играат. Али не сум дошол до момент да забранувам нешто или дека ми смета. Што би извел како, еве, кроз сите овие години на некој твој настап? Предпоставувам дека многу бракови се склучиле, дека многу љубовни двојки се случиле, некој добил дете и така натаму. Што е она што никогаш не го заборавиш на некој твој настап? И каде бил? Многу често се запросува, се запросува родендени да не правам муабет. Не знам, искрено како што кажав, не сум емотивно врзан за ништо, осем за фамилијата, нели? И не дека не сакам, едноставно тие работи ми влегуваат да излегуваат од другата страна, така да немам некоја посебна случка, која што ти е ставила впечат. Да. Значи, никој не те побарал за кум до сега на настап? На настап не, а иначе сум, кум на 2 места. Така, моментално, што се случува со твојата кариера на професионален план? Го завршив на моје огромно задоволство концертот на Антички театар во Охрид, како 30 години од постоењето на Ѓоко Таневски. Сега се спремам нешто многу интересно. Ке зборуваме. Добро, може само дел барем да ни откриеш. На Долни Сарај ќе се направи концерт како рок ревизија од 80-ти години навака на најпознатите рок песни. Така да ќе биде многу добро, се надевам. Мојата авторска музика, мислам, си продолжува и натаму. Со Никол Чемисевски имаме нешто, се надевам, наскоро да излезе. И тоа е тоа. Долни Сарај тоа останува за летен период. Летен период, Долни Сарај, 24 јули, мислам, така нешто. Веќе има и термин. Има и термин. Така, Охрид е интересен на лето, има доста настани, има и луѓе за да присуствуваат на сите тие настани. Ќе бидат вклучени некои твои колеги или?
Затоа кажав ке зборуваме нахнадно, здравје Боже, затоа не знам уште што ќе биде. Знам дека датумот е одреден и знам која врста на музика ќе се Да, рок она што е можеби синоним за тебе. Па, беше можда сега. Попрок, да. Добро. Во секој случај, се надам дека ќе заврши се тоа успешно, она што си го замислила, се надам дека и следните 30 години минимум ќе бидат уште поуспешни, можеби од овие до сега, и дека ќе успеш и оваа мисија да ја оствариш, оно што си го замислил на музички план, секако бидејќи музиката е твоја примарна работа. Не се занимаваш со ништо друго, така? Не. За сега не. За сега не, значи само музика. Во секој случај, драго ми е што слушнаа гледачите како да најдат својата сестра, брат, своите родители, значи како да се потрудат и дека никогаш не е доцна за тоа. Тоа е најважно. Okay. И дека треба да се свртиме сите и покрај сите обврски, да се свртиме на семејството и на оно што е најважно. Тоа е нешто што тебе ти дава најголема поддршка и те прави среќен. Нема друга сила што те води освен семејството. Така, тие имаш силата секогаш. Така нека биде. Така нека биде, така. Барем така беше на Евровизија 2010 година. Ти благодарам, Ѓоко, што беше дел од оваа животна приказна и се надам дека се гледаме само за убави нешто, да не служи здравје и секако... Дај Боже, ми беше мило што прво што те видов после толку време, второ што ме поканавте и мислевте на мене. Така е, да ги поздравиме сите охриѓани кои што во моментов не гледаат и секако јас ќе им се заблагодарам на нашите гледачи кои што беа дел од оваа приказна.